Епа, добър ден. Силно светнал ден, знаеше да каже големият поет во грандиозното будење и поздравување на новиот ден. Кој знае како да се наоѓаме на нова вселена, на среде нова реалност, сред ова изобилство на луѓе. Чудна бизарност. Моментално сме сведоци манастирот Острог. Манастир Острог, Црна Гора. Горни Конаци. Свети Василија. Небара сме на Вудсток фестивалот во неговите најинспиративни денови, моменти и години. Тогаш кога музиката уриваше бариери, слично денеска во Острог. Само што овде луѓето се чудно претаени. Им ги слушаме с воздишките, тивките зборови, молитвите и нивните длабоки, искрени респирации. Едно грандиозно издание, достојно за почит и вредно за паметење. Секој викенд буквално е сардисен манастирот на Острог. Слободно можем да кажем од неколку илјадници луѓе. Нешто кое што е ретко видено, а ретка гледка. Манастир влабнат, односно издлабен во Карпата и од него создадена извонредна внатрешност. Луѓето секој викенд доаѓаат овде, престојуваат, спијат на отворено, спијат во Конаци и трета алтернатива спијат во долниот манастир кој што се наоѓа на 35 минути одење од овој дел во кој што сме ние. Тука се наоѓа на еден час пред залезот на сонцето, значи некаде од прилика 17 часот и 30 минути. Цел двор на комплексот на Острошкиот манастир е покриен со душеци, каде што луѓето ќе поминат ноќите. Во очекување на утрешната литургија која што започнува според водичот на утринското бдење или на утринската миса, започнува некаде во околу 7 часот. На утринската миса ќе присуствуваме мојата маленкост, Игор Смилев, од мојата десна страна маестро Кире Коцев, оному каде што сум јас, таму и тој, и никаде и на ниедно друго место. Од негова десна страна, фронтално од мене, се наоѓа еден навидум нов лик. Ова група која што многу ретко го гледам, се надевам дека многу ќе зачести неговото присуство, заради тоа што спокојот и мирот кој што го носи тој е еквивалент на спокојот и мирот кој што го носи овој Острошки манастир. Диме Попов Попе. Десната страна на Диме Попов Попе е веќе еден лик кој што е надалеку познат, кој што светот ни го даде на дланка, кој што ни го отвори светот во 4 димензии, во 5 димензии, во воздух, вода, под вода, над вода, во интериерно, екстериерно, во пештерски и надвор од пештерски услови. Маестро Дејан Ристовски, човекот кој што не задолжи многу за спомени во овоземниот живот, ние ќе му возвратиме само со недостоен и скромен збор. И веднаш е него од него, од десна страна од него, помладиот од браќата Попови, Диме Попов, еве го, Николче Попов. И Николче Попов, исто како и Диме Попов, се релативно ретко присутни во нашите патешествија, особено низ Балканскиот полуостров. И се надеваме и на негово почесто присуство. Дојде не тука, заради тоа што верува дека ќе му се промени радикално животот, како што веруваме и ние. Ќе преспиме ние ноќва, за импресиите од преспиената ноќ, и што ќе ни донесе таа во текот на утрешниот или во наредните денови. До тогаш, во очекување на зајди сонцето, да го поздравиме како што му прилега
Не знам кога ќе се покажеме на утрешната миса, ама ќе се обидеме да бидеме добри гостини, уште подобрите домакини. Ако ништо друго, барем нашето присуство, да го зголеми барем за момент нивниот спокој и мир. Толку се одјавувам во 6-та минута од овој воведен клип и се надевам дека ќе имаме простор и мегдан наредните денови да се вклучиме директно од островот Корчула, каде што ќе започне нашиот годишен одмор 2016 година во малото и монденско место за Валатица. Толку од мене. Ако беше од мене, доволно беше. Еден кружен кадар, еден периметар околу нас. И довидување. Шестата карта.